Милиони бегалци и уништени животи од војната во Украина. Во Скопје протест против руската инвазија. Децата со нетипичен развој се вистински херои, кај нас стигматизирани, во светот одликувани. Светло, камера, климатска акција. Конкурс за најдобро видео на тема климатски промени. Здраво на сите, добре дојдовте во 27-то издание на нашите вести за млади. Јас сум Гоши и денеска ќе ви ги представам најважните случувања од изминатата недела. Почнуваме веднаш овај шорткат. По руската војна инвазија на Украина од 24 февруари, војната во оваа европска земја не стивнува. Илјадници цивили ги губат своите животи, а милиони бегалци ги напуштаат своите домови. Ако набргу не се стави крај на овој бесмислен конфликт, ќе страдаат многу повеќе луѓе. На територијата на Европската унија се очекуваат над 5 милиони бегалци. Според украинските власти, во нападите кои се одвиваат на целата територија на земјата во која живеат 44 милиони жители, уништени или оштетени се над 200 училишни објекти. Во Скопје неодамна се одржа вториот протест за крај на рускиот воен напад на Украина. Повеќе детали во прилогот што следи. Бројот на бегалци кои ги напуштаат своите домови, бегајќи од руската воена инвазија на Украина, секојдневно расте и надмина 2 милиони. Тие зад себе ги оставаат разрушените домови и училиштата. Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации соопшти дека ова е најбрзо растечката бегалска криза од Втората светска војна наваму. Се очекува во наредните денови да бидат уништени уште милиони животи, освен ако веднаш не се стави крај на овој бесмислен конфликт. Помош им е потребна и на луѓето што успеваат да побегнат, но и на тие што остануваат во Украина, меѓу кои има и мал број македонски граѓани, но и околу 2000 странски студенти од целиот свет. Македонското здружение на украинците Лесија Украинка до сега организираше неколку протести против руската агресија во Скопје. На последниот протест кој се одржа минатиот викенд ја побараа итно сопирање на руската агресија во Украина. Но на нас не треба поддршката од целиот свет и поддршка од пријателска Северна Македонија. Сакам да кажам дека ние сме благодарни на раководството на Северна Македонија. Северна Македонија се придружи кон санкциите, кон европските санкции против Русија. Вашата земја затвори небо за руските авиони. Во плач и неверување, со гнев и тага, секој од присутните на протестот на различен начин испрати апел за сопирање на војната во Украина. Носеа транспаренти со разрушените украински градови и извикуваа рацете подалеку од Украина. Стоп за војната, стоп за руската агресија. Некои од граѓаните дојдоа и да донираат помош по повикот за хуманитарна акција за собирање на топла облека, храна, лекови и медицински средства, а и средства за хигиена, за кои веќе од Лесија Украинка имаат подготвено логистика како безбедно да се дистрибуираат. Освен во отворениот пункт во скопската населба Ѓорче Петров на улица Шар Планина број 4, кој ќе биде отворен за донации подолг период, граѓаните до 9 март имаа можност да донираат и во шаторот поставен за оваа цел на градскиот плоштад во Скопје. Тамила Велковска, а и другите украинци кои живеат во нашата земја, се благодарни за укажаната помош и поддршка. Велат дека нивните домови се отворени и подготвени се да поделат корка леп со нивните сонародници кои успеале да избегаат од безумната војна. Децата со нетипичен развој, иако речиси никој јавно не забележува, се вистински херои кои се препознаени во светот онака како што заслужуваат. Нивните освоени медали во пливање, танцување, па дури и во меѓународни научни надпревари, сведочат колку труд и љубов вложуваат во тоа што го прават. Да, ние мислевме дека сме завршиле со дигање на јавната свест, зашто години наназад истото го зборуваме постојано. Меѓутоа сега ова како не удри од земја, како ништо да не сме направиле до сега. Неколку дена пред празникот на жената 8 март, дечињата од Дневниот центар за Даунов синдром неуморно изработуваа прекрасни ракотворби. Иако овие деца се чувствуваат прифатени од нивните пријатели во училиштата, разочарани се што имат деца со посебни потреби како малата Ембла Адеми од Гостивар,
кои се соочуваат со дискриминација. Све што е премолчено е во штета на децата. Посебно што девојчето учело надвор од училиштето во некоја помошна просторија, што е недозволиво во стандардни услови. Тоа е дополнителна траума за типично дете да се направи така, не па за дете со посебни потреби. Фондацијата Метаморфозис објави конкурс за најдобро видео на тема климатски промени. Право на учество на конкурсот имаат сите млади лица на возраст од 14 до 29 години. Во видеото учесниците треба да го прикажат влијанието на климатските промени, а можат да упатат и порака до младите како да ги ублажат последиците од климатските промени. Видеото може да биде снимено со каква било камера, мобилен телефон или друг уред. Видеата се испраќаат на адресата info@meta.mk со назнака видеоконкурс. Конкурсот е отворен до 28 март, а за победниците се обезбедени ваучери за IT опрема и тоа. Прво место 15.000 денари, второ место 6.000 денари и трето место 3.000 денари. Учествувате на конкурсот и добијте една од овие вредни награди, а повеќе информации можете да најдете на нашиот вебсайт или на Инстаграм профилот на ЦТРЛЗ. Минатата година од јануари до ноември во земјава се увезени над 40.000 возила, од кои најголем дел, или 85%, биле купени на старо. Севкупните информации за целата измината година не се објавени, но постојните бројки покажуваат дека бројот на увезени возила лани е зголемен за над 8.000 во споредба со 2020-та. Токму старите возила се една од причините за енормното загадување на воздухот. Иако Министерството за економија лани требаше да го забрани увозот на половни возила под Евро 5 стандарди, тоа не се случи. Сега министерот Крешник Бектеши најави дека забраната ќе се вовела до крајот на оваа 2022 година. Откако неодамна беше објавена играта Elden Ring, таа руши рекорди со најдобри оценки на релевантни гейминг сајтови. Се смета како најдобра Souls тип игра досега, која што и покрај тоа што е генерално тешка за совладување, многу работи се полесни во споредба со Dark Souls 1, 2 и 3, Bloodborne и Sekiro. Играта се продава на Steam за 60 евра, додека Deluxe изданието е 80 евра. Можете да ја купите и на DVD диск со пакување и додатоци во продавниците каде се продаваат игри во Скопје. Таму постои опцијата за прескапото колекционерско издание. Толку за денеска. Довидување до следното издание на Shortcut. Во меѓувреме информирајте се преку рубриката за млади ЦТРЛЗ на вебсајтот на meta.mk. Чао!